Добро утро во утринската емисија. Измина половина септември, учениците веќе се тргнати на училиште. Предлагам оваа утринска емисија да започнеме со еден прилог како стартуваше учебната година во општина Куманово. Започна учебната година за 17.000 ученици во општина Куманово, информираат надлежните од општинскиот сектор. Од оваа бројка околу 11.000 се основци, а 6.000 средношколци. Оваа бројка е помала во однос на очекувањата, но се уште се запишуваат деца, особено на родители кои работат сезонски во други региони од државата. Прво одделение имаме запишано 1183 деца досега, мада еве и во овој момент ми јавија некои директори дека се запишуваат уште деца. Таму, према списоците од надлежните служби на деца родени 2009 година, која се запишува сега во прво одделение, недостасуваат уште околу 400 деца кои не се запишани. Причините ќе ги истражуваме во наредните неколку дена и ќе излеземе со поточна информација која е дефинитивната бројка и кои се причините за тоа. Во однос на запишување во средните училишта спрема бројот на завршените 9 одделенци од претходната учебна година, бројката се совпаѓа, меѓутоа недостасуваат дел од ученици од Липковска општина и од Старо Нагоричино кои ги се запишуваат воглавно во средните училишта во Куманово и тука се уште се води борба за упис на одреден број на ученици, за формирање на број на паралелки кои се предвидени со програмата за запишување во прва година. Во сите основни училишта денеска беше организиран свечен прием за првооделенците. И во основното училиште Браќа Миладиновци, кое е централно, денеска се одржа свечен прием за првачињата. Со пригодно културно-уметничка програма првооделенците беа пречекани во училиштето каде ќе се образуваат. Во Браќа Миладиновци запишани се 138 првачиња, што значи дека исто како и минатата година училиштето има најголем број запишани првачиња. Вкупно Браќа Миладиновци ова година запиша 138 првачиња, што значи дека втора година поред сме училиште кој има најголем број на упис на првачиња. И ми е драго што е така, од проста причина затоа што довербата на родителите во самото училиште и во наставниот кадар, значи дека е голема, дека сме успешно училиште, дека работиме онака како што е потреба и на заедницата, ама и на родителите и учениците. На свечениот прием беше промовирано и знамето кој училиштето го доби поради успешното спроведување на проектот за мултиетничка интеграција во образованието, кој го работат заедно со основното училиште Бајрам Шабани. Освен овие две училишта, посериозни интервенции има и во Толи Зордумис и во средното земјоделско училиште Киро Бурнас. Претходно сите технички подготовки се завршени за прием на учениците. Навистина може да се види дека има радост, има нетрпение да се влезе во училишните клупи и навистина беше свечено во сите училишта. Наши гости ова утро се учителките од две различни основни училишта од градот кои што водат прво одделение, односно учителката Николина Мануеловска. Добро утро. Добро утро на вас, на вработените во К3. Добро утро и на гледачите на оваа емисија. И само уште една учителка, учителката Емилија Николовска, учителка од основното училиште Браќа Миладиновци. Гледачите има можност да ве видат како вршите прием на вашето ново одделение. Добро утро и од мене. Да, тоа беше едно спонтано снимање кое што ние него ни забележавме, се представувавме. Еве, кажете ни, вие имате навистина колку години искуство во вашата професија? Јас работам 33 години во основно училиште 11 октомври, ова ми е 34-та генерација која ја водам оваа учебна година. Почна прилагодувањето, веќе измина половина месец, веќе треба да се појават првите знаци на прилагодување на учениците. Навистина ова е тежок момент и за родителите, и за учениците, за оние дето станува збор за деца кои што мора да се одвојат од семејството и да тргнат на училиште каде што има поинакви навики, малку поголема одговорност, но сепак не треба да се заборави дека тие се деца. Дали е тоа клучното што вие го правите со вашите ученици? Точно, не треба да се заборави дека се тоа деца, не треба исто да се заборави дека тие доаѓаат од најразлични домашни средини, тука во училиштето запознаваат нови лица
И прилагодувањето оди за почеток малку потешко. Не со сите деца, многу има дечиња кои не се мотивирани за училиште, деца кои имаат слаба самодоверба, деца кои во домашна средина, кога некогаш биле палави, па им се обраќале дали родителите или оние кои се грижале за нив, додека родителите биле на работа, дека која ќе оди во училиште, тогаш ќе види што ќе биде таму, и обично тие деца имаат потешкоти во прилагодувањето, но тоа се случува и тече пак тие први 2 до 3 недели, но понекогаш оди и тој процес е и малку и подолг, па ние тогаш бараме соработка со службата, особено со психологот на училиште, за да и тие деца бидат вклучени во образовниот процес. Учителка Емилија, видовме дека имате нова група, односно првачиња. Како оди прилагодувањето кај вас? Па слично како што рече колешката Нина, дека тој период на адаптација ќе потрае. Не може тоа веднаш да се случи преку ноќ. Готово ние сме ученици од денеска и тргнуваме ранчиња на грб, почнуваме со настава. Паралелките се бројни, големи, но кај нас обично доаѓаат дечињата и од градинка, кои што се социјализирани, кои што веќе посетувале една воспитна установа каде што имаат стекнато основни навики, знаат да седат, да другаруваат, да разговараат, но на моменти, бидејќи концентрацијата трае многу кратко, баш тој момент што се познаваат и таа слобода што си ја земаат, па може да направи, како што рече еден советник пред 2-3 години, организиран хаос. Тоа се мали деца кои што се уште се деца, кои што некои наполниле 6 години во јануари, февруари, некои уште немаат, сега полнат, некои дури на крај, пред нова година ќе наполнат. Возраста е таква, ние мора да имаме разбирање за нив, мора ние да се прилагодиме на нив, иако се ученици, сепак се деца кои што бараат еден долг период на адаптација во училишните клупи. Во вашето искуство, значи 34 години, да кажеме, кои се оние кои најлесно се прилагодуваат? Каква е таа, да кажеме, психолошка поставеност кај ученикот и што е потребно за да тој полесно се прилагоди на новата средина? Најлесно се прилагодуваат оние дечиња кои имаат мотивација добиена од родителите, кои знаат што значи училиштето за него, знаат, мислам, добиено од родителите што ќе се работи во училиштето, и тие најлесно се прилагодуваат. Во смисла, добиле совети дека таму е убаво, дека е таму... Не само совети, туку и разговори со родителите, како родителот бил ученик, што значило училиштето за него, што добил родителот, кој е бенефитот од редовно одење на училиште, и тоа дете е спремно за посетување на училиште, за одење во училиште. Учителка Еми, каква е искуството? Рековте дека оние кои што одат во градинка навистина имаат одредени навики, односно да седат одреден период на столче, па веќе имаат, да кажеме, другарчиња кои се од групата, кои што обично во последно време одат заедно во едно оделение. Обично е така сега, не сум сигурна, не е тоа некоја точна бројка. А тие се групираат, значи уште при уписот кога ќе започне првични оние информации каде ќе се запишуваме, што ќе правиме. Обично тоа го прават родителите, децата се многу мали, тие не разбираат многу кој училиште, евентуално ако имаат постаро братче или сестричка, па јас ќе одам таму. Инаку тоа родителите меѓу себе и така почнуваат да се групираат од сите градинки и нормално каде што е лоцирана градинката, таму во близина има и училиштето, па одат и таму. Не е секогаш случај, реонизација секогаш не се запазува, но во главном од таа голема група во градинка ќе се собере една добра група на дечиња и ќе дојдат во тоа училиште и тие веќе се познаваат. Но тој период на адаптација кога треба да се запознаат и со другите ученици, еве трае се уште, 10 дена помина,
тие некако уште меѓу себе повеќе сакаат да разговараат, да другаруваат, другите уште вака од страна гледаат, но ги вклучуваме и нив. И нормално дека носат предзнаење. Носат многу предзнаење од градинка, се разликуваат од дечињата што седеле дома, како што рече колешката, зависи од родителите. Дури имаме и некои негативни појави кога често пати детето не му дозволува возраста толку да може да размисли и да свати дека му е тоа обврска. И замислете дете што седело дома со баба и дедо и наеднаш го будат и мора да одиш, па дури почнуваат и оние негативни муабети. Ке видиш ти сега во школа, ако не одиш или ако не учиш, па ке те караат, па ке видиш ти таму што те чека. Тогаш со тие дечиња треба посебно да се работи, да видат дека во училиштето е забавно, интересно, дека ќе научат нови работи, дека ќе запознаат нови другарчиња, дека ќе им биде прекрасно доживување, кое што ќе си го паметат цел живот. Тој период сите си го паметиме поминат со учителките. Така. Кажете ни, во вашето искуство сте имале ли такви екстремни случаи кои што не можеле да се вклопат подолг временски период, да кажеме цела учебна година или едно полугодие, кога едноставно детето отпружало таков отпор да воопшто не сакало да присуствува на часовите, да влезе во училишната зграда. Сте имале ли такви случаи? Да, сум имала неколку такви случаи. Паметам еден ученик, неговите родители и придружба која ја праќа, беше долг период, од 3 месеци беше. Тој се вклучуваше во активностите, значи, но секогаш бараше во училницата да биде присутен некој од неговите блиски, како сигурност дека ете нешто нема да му се случи, ако му се случи, тие брзо ќе пристапат, ќе реагират да помогне. Во тој случај баравме соработка со службата. Инаку оние кои се краткотрајни, недела, 2, кои не можат, ученици кои не можат да се прилагодат, ние имаме разни игри за поттикнување, за да самите се вклучат во играта. Побудуваме љубопитност и интерес, иако и тие деца исто бараат присуство на возрасен од дома, но преку игрите ги вклучуваме и тие побрзо се вклучуваат. Какви се тие игри? Да објасните игри за социализација, значи имаме и традиционални игри кои паметиме од нашето детство, потоа нови игри како што се и мразокршачите, непознат ми е поимот. Непозната ми е играта. Значи, ние не се познаваме, и сега за да се запознаеме, употребуваме игра која МТ разбие тремата, ќе го разбие стравот, ќе го разбие она од непознатото. И почесто на почеток на учебна година, во првиот период, во месецот на адаптација, ги користиме тие игри. Даваат резултати? Со цел што побрзо да се вклучат во дружењето со останатите дечиња во оделението, во активностите кои се предвидени за тие денови и така. Дават резултати таквите социјални игри? Па, нормално дека ќе даваат и нормално дека... Зборувам за он степен кој не е толку многу изразен како што наведовте примери. Веројатно и вие сте имале пример на такво. Па сигурно дека и јас имам долгогодишно искуство, веќе 22 година како што работам. Ова ми е 5-та генерација која што јас почнувам од прво оделение. За жал ке кажам порано, прво оделение беше забавиште, ние тоа се уште си го жалиме, тој период. Колешката Нина е јас сум воспитувач кој што јас секој пат јавно ги фалам и им ја признавам нивната работа. Имам и кај нас колешки кои што се воспитувачки, значи тие беа обучени, тие беа искусни, не случајно секоја година си ја успешно вршеа својата работа. Ние почнавме од минатата генерација,
Да, тоа браќа Миладиновци го изимаат учителките. Ние бевме први, ќе ги земете од прво деление, прифативме, се вклопивме, но со несебична нивна помош. Значи, помошта ни беше добре дојдена, секогаш ја добивавме од колешките. И така, една генерација помина, собравме искуство, ова ни е втора генерација, 5 години ќе бидеме со нив. Времето се менува, се воведуваат нови работи, сите слушате, сите што има дечиња знаат дека постојано сме вклучени во проекти, во семинари, во обуки, со ОЖВ, тоа е образование за животни вештини, каде што секоја работилница има по 2-3 игровни активности. Тоа го практикуваме, го применуваме, тоа ни е од огромна помош. Мене ми е жал ако некој не ги применува и не ги користи тие работилници кои што и понатаму продолжуваат до 9-то оделение, каде што класните раководители треба редовно да ги изведуваат со учениците. Тука има разни работилници кои што многу им помагаат на дечињата и да се прифатат, и да се запознаат, и да ги прифатат различностите, и да направат разлика меѓу добро и лошо однесување. Значи, секакви работилници има. Тоа е од голема помош за сите нас. Тука на кратко ќе прекинеме и ќе somorime со една музичка номера и ќе се вратиме како понатаму да ги посоветувате родителите како да ги вклопат своите деца во училиштето полесно. Очите твои боле ка губа, сјај се крши срце, но болката нема крај, немам сили да издржам повеќе, знај. На сликата гледам, луѓе насмејани, пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели? Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Сликата гледам, луѓе насмејани, пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели? Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам.
Учителка Нена, рековте дека постои шанса и оние ученици кои доаѓаат од градинка, кои што биле прилагодени на една средина, на еден вид на учителки, сега веќе да не постои, поретко е, но не можат така лесно да се вклопат во наставата и воопшто во училиштето. Да, се случува и во последно време и тоа. Дечињата во градинка се навикнати на сосем друг начин на престој, друг начин на работа, потоа имаат другарчиња кои со напуштање на градинката не се, например, во нашето училиште или во училиштето Браќи Миладиновци, например, тоа дете каде престојува. Потоа, оделувањето од учителките од градинка исто така е пречка за да детето има потешкоти при прилагодување во новото оделение, новото обкружување, значи самата зграда, самото училиште, потоа самата училница, обкружувањето во училницата, новите другарчиња. Понекогаш се случува и на дечињата кои доаѓаат од градинка во училиште да има одбојност, мислам, не одбојност, туку некаков страв, некаква пречка за прилагодување. Учителки, ми сте имале ли такви случаи од градинка, бидејќи во Браќа обично и доаѓаат ученици кои се од градинките? Па нормално е, нели, тие како раснат, како созреваат, некои оделе во градинка 2-3 години, некои оделе само 1 година, подготвителна. Децата како раснат, така се менуваат. Нивните потреби, интереси се менуваат. Може би некое дете во градинка се случувало да му биде интересно, поопуштена атмосфера, без обврски, повеќе игравни активности, со многу учителки околу нив и наеднаш се наоѓа во една училница, затворено, каде што нема ни доволно простор, каде што треба 4 часа или 5, 3 пати се неделно имаме 5 часа, иако возраста е мала, и наеднаш се едноставно се гуши тоа дете. Тешко му е и почнува да манифестира поинакво однесување. Ја нема онаа слобода, знаеме дека во градинка имаат повеќе занимални, ходници, се движат, имаат и повеќе игровни активности, имаат трпезарија каде што одат на јадење, ужинка, па игри во двор, значи повеќе можност. Се случувало, ке тргне детето во училиште и наеднаш сега, па може би пак ќе речеме родителите тука влијат со оној муабет и сега наеднаш ти веќе си ученик, ти сега ќе учиш, ќе слушаш, ќе пишуваш, на детето тоа му доаѓа некако многу, одеднаш си вели најверојатно па што ми зборуваат сега, како јас можам, што можам, а верувајте од сите дечиња, што се во паралелка, сите се различни. Секоја си е на свој начин, посебно, на свој начин и со своје темпо си напредува и тоа се менува. Од ден на ден се менува, тие промени ние ги забележуваме, родителите ги забележуваат и не можеме да имаме универзален пристап за сите, колку и да е мала или голема групата, ние мора да се прилагодуваме. Мора да се прилагодуваме на нив и ако немало проблеми прв ден, завчера едно детенце се расплака, не знам од кои причини, дали од дома, значи тие дечиња стануваат, доаѓаат од дома, може би е болно, може би нешто го мачи, може би го скарале, може би и наеднаш се растажило и не сака да доаѓа и не сака да седи, а може би и распоредот кој што за жал таков е каков е, по 4-5 часа. Сега нормално првите 2 недели немаме 5 часа, но ќе почне и тоа, а тоа е премногу долго. Седење во училница, колку и да имаме активности, излегување на физичко и други активности, како сликање, пеење, играње, сепак самиот престој за нив е многу долг. Каква е улогата на родителите? Како вие ги советувате родителите? Ети тие да помогнат, бидејќи заеднички интересот детето да посетува нели училиште, се разбира тоа е задолжително, не можеме тука да спориме. Меѓутоа како ги советувате родителите особено? Голема и важна улога е на родителот. Тој е првиот кој го воведува детето во животот, значи му дава упатство. Не само упатство, туку го
припрема за понатамошниот живот. Јас со години за прво за првачињата, сега првачињата, секогаш и на првата родителска средба, а и на самиот крај на учебната година и во текот на учебната година, секогаш сум велела дружете се со вашите деца. Што значи тоа? Значи, секогаш да играат со децата, да одберат игра која на детето ќе му одговара, која тоа најмногу сака да ја игра, да се спуштат на ниво на детето, да ја играат, да му бидат да бидат другари во играта, да шетаат со децата, најразлични прошетки во природата, и тоа е дружење, да одговараат на прашањата. Децата се многу љубопитни, многу сакаат да знаат, особено кога се во природа, да во момент ако не можат да одговорат, да кажат дека дома ќе видат што прашува детето, па потоа да му одговорат, да спортуваат, значи да одберат спортска активност, која ќе одговара и на возрастниот и на малечкиот, например, возење велосипед може да одговара барем еднаш во недела да излезат и да возат велосипед со дечињата, потоа да гледаат заеднички детски емисии, имаме прекрасни детски емисии на нашите канали, да гледаат заеднички емисии. Дружењето не е само да се помогне со домашното. Да, домашно, што учевте, проверката, она што се работело во училиштето, или пак помагање во домашните обврски на ученикот. Особено и многу значајно во процесот, во животот на детето е играта. И ние во училиштето започнуваме секоја активност и започнуваме со играта и завршуваме со играта. Значи, метод за работа, темел е играта. Тоа што го кажавте на почетокот, животни вештини, а и веројатно и претходно сте имале во поранешниот образовен систем, сигурно. Да. Бидејќи сите се сеќаваме на некој вид на, што велите на учителките, на некои игри со кои го приближиле градивото до учениците. Ние во училницата сме глумци. Да, така би рекла. Глумци сме и децата и ние. Значи, воведните игри, за да се продолжи со понатамошната организирање и реализирање на предвидената наставна единица, секогаш се преку игра. А за игра треба и глумење. Така и треба и две страни. За родителите, значи, може и јас да се надополнам. Исто така, на првата родителска средба се обидов да ги објаснам дека не треба да ги става децата под никаков притисок, дека не треба да им зборуваат, да ги заплашуваат, да им бараат информации што правеше, како правеше. Сега ќе почнете да пишувате, пошто тоа ние веднаш го дознаваме од нив самите. Со едно доаѓање некои дечиња прашуваат кога ќе пишуваме, а кога ќе учиме, а домашно кога ќе имаме. Значи, сите тие работи се трудиме да им ги објасниме на родителите, бидејќи програмата во прво оделение предвидува само запознавање со основни поими, препознавање на букви и бројки, преку игри, преку, значи, визуелно препознавање на букви, кој детенце ќе успее да чита, да пишува, тоа е успех, но и со новите програми кои што мора да ги спомнеме, кои што не можеме да ги избегнеме, популарните Кембридж програми по природни науки и математика, се крена фама, но тоа се сите активности кои што и порано постоеле во наставата. Во смисла, не ги вие пишувате, да кажеме, како што кажуваат родителите, од 1 до милион, има некоја такво кружи? Не. Значи, во прво оделение, сега зборуваме за прво оделение, првата содржина, не, втората е броење до 100 насад. Тоа едноставно не може да се изведе, бидејќи вториот ден уште некои дечиња се пред врата, некои не знаат каде да седнат и не знаат каде се наоѓаат. Но тоа, според мене, така е ставено, значи заедни релаксирачки игри, заедни игровни активности, разговори. Веќе третиот, четвртиот ден они сами пројавуваат желба кога ќе пишуваме, кога ќе цртаме.
со самото почнување на цртање, Па и тоа кога е ќе им визуелно дадеме не лист учим. хартија, ние веднаш видиме дали тие умеат и да го држат добро моливот или боичката. Значи ние не можеме така се од нив оценувате, да да. бараме и да очекуваме чуда. И сега наеднаш, ајде, вие сте ученици, пишувајте, цртајте. Значи, тој период ќе си оди постепено. Јас тоа и на родителите им го објаснив. Дури на крај една родителка се насмеја и рече, баш ми се допадна ова, вака опуштено ќе било цело. Прво ние се препотивме, мислевме кој знае што ќе не чека. Еве и јас како лаик, Значи, и веројатно имам такво едно... Се пренесуваат информации размислување. дека тука ние треба сега генијалци да откриеме и да работиме и дека сите во мај треба да читаат и да решават. пишувате. Се разбира дека во второ полугодие ќе работиме и букви, и броеви, и ќе собираме, и ќе почнеме и да пишуваме. Но далеку од тоа дека од нас програмата бара да носат тетрадки, да пишуваат домашни задачи и родителите да учат со нив. Она што јас лично го побарав од родителите се совпаѓа со што го изнесе и колешката ни, дека децата треба да поминуваат време со своите родители, да ги опуштаат, да ги ослободат, да бидат блиски со нив, да воспостават еден убав однос. Многу одамна не учеа дека воспитувањето не може да го дадат учителките. Првите 6-7 години во семејството се најважни. Значи, ние немаме волшебно стапче. Воспитувањето е главната улога што треба родителите да ја вршат дома. Ние ќе ги научиме како да учат, како да се однесуваат. Нормално дека воспитната функција нема да застане и дека нема да ја прекинеме. Ние ќе работиме и понатаму. Па особено во прво полугодие, според мене, јас мислам дека најмногу акцент се става на воспитание. Тие задачи, тие цели треба ние да ги реализираме. Ние имаме од трети ден почнавме и како папагалчиња си ги повторуваме правила на однесување во училница. Значи, ние се воспитуваме како да се однесуваме спрема возрастните, спрема учителката, спрема мебелот, спрема другарчињата, што треба да правиме. И тоа секој ден си го повторуваме. Значи, воспитниот акцент ќе си продолжи. Тука ќе се стави акцент, но пак ќе повторам, родителите се тие кои што ние колку и да работиме, ако дома применуваат други мерки или знам дека е тешко време и брзо живење, не применуваат никакви мерки, едноставно немаат време за децата и мислат дека децата се препуштени на нас, дека ние треба се да завршиме, многу грешат. Мора да се најде време за сопственото дете, според мене, и мора да се посвети внимание, да се прашат преку разговор, преку игра. Со личен пример, јас денеска лошо си поминав, ти имаше ли нешто лошо, што ти се случи? Децата така, значи ги навлекуваме на разговор, а не директно, што правевте во школа? Детето ќе одговори, па не знам, па веднаш почна, па како ти не знаеш, па овој знае, па оној знае. И тие споредби. Тоа им го нагласив и еве и овдека јавно ќе го кажам, никогаш не треба родителот да се споредува и да бара грешка во своето дете, зошто тоа црта, зошто тоа работи, зошто тоа рецитира убаво. Значи, секој дете си има свое темпо на развој. Ако сега не рецитира, ќе рецитира, може би за патронат ќе рецитира на приредба, до април месец има многу време. Значи, тие споредби, или исто им го нагласив, те прашали учителката, што кажа? Па ти ништо не збориш таму, па тебе не те прашува ништо. Им кажав, може би вашето дете ја сватила задачата си, работи самостојно, не му пречам. Го прашувам тоа каде што треба да го поттикнам, да му поставам под прашање, да му помогнам во решавање на некоја задача. Немојте да вагате дали сте прашани, не сте прашани, дали детето ви дава информација. Едноставно, тоа е уморно од училиште, ненајадено, му се спие и сега на вас да ви кажува, најлесно му е да рече, па ништо не учиме. Ништо не правиме во школа. Тоа им е најлесно. Пред некој ден прочитав еден многу убав надпис, баш за ова. Значи, родителот треба да биде пример на детето, како го поминал денот. Значи, кој ќе го земе од училиштето, детето, да не го прашува што правевте, со кого се дружеше и како, него едноставно баш ми е драго и многу ми е мило што денес дојдов јас да те земам и многу ми е убаво, дали и тебе ти е убаво, и да го поттикне детето, значи да
ужива во тој момент со родителот. Потоа одејќи на кај дома да каже ако работи родителот како му поминал ден на работата и така да го потихне и детето да каже што работеле во училиштето. А со прашување, честопати се случува, ама воопшто ништо да не кажат. Дури до првото полугодие, ама баш ништо. Што правевте, си игравме. Што правевте, си игравме. И нас лично не ни се зборува. Еве, ако тргнеме од нас возрастните, поготово ние што сме во образование, јас имам полно и другарки, и пријателки, колешки, и си разменуваме така искуства. После настава, нас ни треба 1 час во тишина. Мене никој не смее ништо да ме прашува после настава. Значи јас ако стигнам право дома, негде ако морам, значи ќе кажам нешто, ќе направам муабет, но ако одам дома, се затварам во соба, 1 час одмарам, значи да си ги средам мислите, емоциите, да се одморам, не ми се зборува, заморена сум и физички и психички. Значи треба да се ставиме на место на децата. Ова го зборам и за големите ученици. Исто е. Тие седат по 6, по 7, веќе во второк ќе седиме по 6 часа. Да. Значи, како расне возраста, така оптоварувањето е поголемо. Исто важи и за родители на поголеми ученици. Оставете ги децата, нека одморат, па одоколу, како беше, имаше ли нешто убаво, интересно денеска во училиштето, што ќе ми се пофалиш, а денеска нешто те прашале, а слушнав нешто си кажал, си одговарал. Значи, така спонтано децата даваат информации, а директно нема да добијат никаква информација. Предлагам уште еднаш да проследиме еден прилог, овој пат за општина Старо Нагоричане, и како таму тече уписите и како започна таму учебната година. Во новата учебна 2015-2016 година во трите училишта на општина Старо Нагоричане се запишале поголем број на првачиња во однос на минатата година. Информацијата ја потврдија директорките на училиштата. Во Христијан Карпош во село Младо Нагоричане во новата учебна година се запишале 14 ученици, од кои 13 во Централното училиште во Младо Нагоричане, а 1 учениче во село Бајловце. Како што изјави денеска директорката на училиштето Марија Додевска, година е зголемена бројката во однос на лани кога биле запишани само 12 првачиња. Во ова училиште настава следат 157 ученици во Централното, но и во 4 подрачни училишта, кои се лоцирани на поодалечените места во оваа општина. Во основното училиште Светозар Марковиќ годинава запишани се 9 првачиња. Директорката на училиштето Даниела Станковска изјави дека лани биле запишани 7 ученици во прво оделение. Вкупно во оваа училиште лоцирано во селото Старо Нагоричане настава следат 94 ученици. Во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во село Драгоманце годинава се запишале 10 ученика во прво оделение. Ова е голем успех за нас. Лани имаше само 4 ученика запишани во прво оделение. Во нашето училиште настава следат 87 ученици, изјави денеска директорката на училиштето Стојка Спасовска. Како, дали влијае, да кажеме, рековте самото обкружување на учениците, односно, обично кога одиме во училишта, најукрасени се токму учениците каде што одат првачињата, со убави весели бои, се разбира со некои убави слики, цртежи, со правила кои што не се напишани, меѓутоа се видливи. Некако наставно нацртани се, сликовници и баш изгледа весело. И такви ли се средините се уште и дали вие треба нешто многу да се вложувате себе си за да биде така интересно и весело и шаренко? Во нашето училиште, ученицата во која работиме, јас и колешката во прво оделение, е опремена. Поседува материјал, мебел кој е прилагоден на возраста. Обкружена е со слики кои ги изработуваме јас и колешката, ги менуваме спрема темата, спрема годишните времења и така го правиме амбиентот на децата да им биде попријатен. Потоа имаме простор каде ги изложуваме нивните лични творби, ликовни творби и обработки или обликување творби од дечињата. Така, со пластелин, со некој... Така, со пластелин, со отпаден материјал и така, значи, тие уживаат кога ги гледаат подолг временски период своите изработки. Сега со преземање на адаптивните програми од Кембридж центарот,
имаме потреба од повеќе нагледни средства, потреба од повеќе дидактички материјал, но нешто изработуваме сами, нешто донираат родителите, па така да до некаде сме и снабдени. Јас имав среќа, наследив еден дидактички материјал од колешките кога било формирано училиштето, забавишната група во 11 октомври, кој денес по предметот математика, иако јас не ги делам во моето деление по предмет, се употребува. Да, е многу употреблив. Имаме огромна кутија со жетони, со броеви, со домини, и многу ни помага. И ми помагаше до сега и на мене и на колешките, и сега пак ни помага и во употреба. Имаме прекрасни коцки со одредени барања кои ги бара сега програмата. И досега го барале, и досега сме ние работеле програма која е слична со оваа програма која презедовме од Кембридж. Значи тоа било пред колку време? Па јас започнав во 81 година. Тоа е баш време. Да, имам прекрасни... Значи, 80-ти години се работело исто како Па многу слично, да. Многу слично. И во нашето училиште исто, значи, имаше програма Чекор по Чекор Сорос, каде што училниците беа опремени со сите нагледни средства, кога добива, значи, донации од самиот проект, со сите слики, коцки, сметалки, значи се што им треба во работата според она за кое што ги подготвуваат и ги обучуваат. Тоа со години се чува, се пренесува од генерација на генерација, нормално дека сега нешто е изгубено и оштетено, и тоа се има век на траење. Да, се има. Јас лично порано каде што работев активна настава и интерактивно учење. Уште тогаш почнавме да учиме како да изработуваме наставни средства, како да истражуваме. Значи, многу од тие методи и техники кои што сега ги спакуваа или ги преведоа и ги увезоа со името Кембридж, не дека ние не ги знаеме и не сме ги применувале. Значи, имало многу истражувања, многу нагледност, многу манипулативи се користат со години наназад. Ако нема да сгрешам ако речам наназад и 20 години како работам, тоа го применуваме и го користиме. Значи тоа не е нешто ново, ново е тоа што немаме. Значи немаме донирано. Јас по мене пак ќе речам, Министерството требаше малку повеќе да ги опреми училиштата со нагледност и со се, а потоа да инсистира на тие промени. Но ние се снаоѓаме од генерација на генерација и родителите донираат, дополнуваме. Јас сега на родителска средба им покажав што се имам дополнето и купено ново, што дури и тие да им купуваат од тие нагледни средства како сметалки, табли, карти, домина, што можат дома со децата да продолжат, значи во слободно време да се играат и да учат преку игра. Па така се снаоѓаме. Секоја генерација се снаоѓа на свој начин и нашите училници се за таа возраст, значи на времето забавишни групи, со мали масички и столчиња, имаме доволно простор, имаме убави услови. Единствен проблем е што, да кажеме, училишните сали обично ги користат големите учесници. Да кажеме, оние што имаат и физичко како наставен предмет и се разбира. Тука малку сте хендикепирани вие како помали ученици. Односно, обично ги гледаме надвор, кога е топло време, кога е убаво време, се дружите. Се проблеми надвор, значи со паркираните возила е проблеми надвор. Тој проблем некако ќе го решаваме и мора да го решиме. Имаме мала сала, нешто почнавме со средување, треба да истраеме да ја довршиме и таа мала сала во Централното училиште, зборувам, каде што би можело децата, особено сега кога ќе почнат дождови и студ, каде ќе можат да влезат, да се истрчаат, сепак 3 часа неделно имаат физичко и здравствено образование и убаво е, пожелно е да го искористат тој час на вистински начин, а не седејќи на столче во училница. Да, и работајќи друга. Ке се потрудиме. Па добро, кај нас е иста состојбата, но ние за среќа имаме заграден училишен двор. Така не влегува тука паркирани возила. И зад училиштето и пред училиштето во овие денови кога ни дозволува времето, обавезно ги реализираме и активностите по физичко и здравствено образование, а до кога е
зимскиот период училницата ја адаптираме. Обично ги изведуваме оние активности кои може да се изведат во училница, како лазење, провлекување, па може и трчање на околу на сичките. Мислам, може има да се... игри за мала возраст и мали за децата може. И не се создава толку трканица и гошо. Може би не недостасуваат како што не се во програмата, како што се во програмата шведска клупа, мала греда и така, али сето тоа ние го импровизираме и ја реализираме наставата по физичко и здравствено образование. И јас исто така сметам дека децата треба да се физички активни и за здравјето и за Ето така, на физичка активност влијае врз ментална активност. Предлагам малку да се одмориме со една музичка пауза и уште една завршуваме тука, ќе мора да ја привршиме нашата емисија. Креативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Креативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. И сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Тука некаде ќе мора да привршиме, не кажавме она што се провлекува со години назад, се намалува бројката на ученици за разлика од минатите години, меѓутоа има некаде училишта како што е Браќа Миладиновци, каде што таму има навистина голема бројка на ученици. Сега колку е добро да имате мала група за работа и голема група. Тука не навлегуваме во оние проблеми кои што ние ги работиме во информативната реализацијата, не се почитува, па родителите инсистираат да биде тоа во централно училиште.
па нели има сега миграција во самиот град од западната страна. Тоа се поинакви проблеми кои ќе ги решаваме во други емисии. Оваа емисија воопшто не е наменета за тоа. Кажете ни која е отприлика оптималната бројка со која се добиваат најмногу резултати глобално како група глеземено. Се разбира дека има ученици кои што се истакнуваат и ученици кои помалку се истакнуваат. Не знам дали е добар израз. Па правите споредба помеѓу почетокот, мојот почеток, кога имавме над 30 деца во забавишна група тогаш, и сега кога имаме 15-16 ученика во прво оделение, секако дека многу поволна за работа се со помала група. Со помал број на ученици во оделението. Бидејќи самата програма бара многу активности кои треба децата да истражуваат, а учителот да ги прати. Тој да бележи тие што истражуваат, да доаѓа до одредени при истражувањето, наблюдувањето, да дојдат до одредени заклучоци, до одредени сознанија, а тие тоа не можат да го забележат, усно го кажуваат, ние го бележиме и не се губи време и нетрпение не се ствара во кај дечињата кога е помал број. Например, кога е кај Емилија со 32 ученика, додека првиот каже да се дојде до последниот, тоа се губи трпение. Се губи трпение кај децата, интересот опаѓа, вниманието опаѓа. Значи, многу по-ефективна е работата со 16 ученика. Се извинувам, ефективна и кај Емилија, но со поголем труд, со поголем труд, со повеќе наградни средства, со повеќе помагала, додека кај нас побрзо доаѓаме до осознавањето, побрзо доаѓаме до крајниот резултат и мислам дека и со новата програма подобро е со помал број на ученици во оделението. Која е таа оптимална бројка? Која што е најдобра за работа? Според мене јас имам работено, значи имам искуство и на замени и по работев во Кочорацин во Добрешане со помалку деца, да. Работев во селото Пчиња, сега сум тука, еве 12-та година. Имам работено и со 10, и со 15, и со комбинирани паралелки, со 20 ученика, сега нашите паралелки се по просек по 30, но според мене, и сите тука сме согласни, околу 20 ученика, 22-3 или она баш законска рамка што е 24, тоа е добра, солидна бројка која што нели знаеме децата често пати ги фаќаат вирози, болести, па имаме по 2-3 отсатни болни, значи пак доаѓаме до некоја бројка од 20 ученика, каде што е идеално за работа, каде што може групната работа убаво да се спроведе, каде што може да се задолжат учениците и да добијат задачи да работат, а наставникот да надгледува, да помага, да координира, да насочува. Така на тој начин ги проценувате, да кажеме, оние што се заинтересирани за природни науки, да, може повеќе внимание да им се посвети. Еве, например, јас сега лично сум загрижена кога ќе настапи часот по ликовно или по музичко. Ајде, по музичко е повесела атмосфера, но по ликовно, например, имаме многу креативни работилници, имаме многу изработки, имаме многу нешто што треба децата сами да го направат, дали се оригами, дали се нели некои играчки, нешто да обликуваат, да рециклираат. И сега од сите тие ученици сака да ја завршат таа творба. Јас се ставам под огромен притисок, дали на сите да им помогнам, да ги прегледам, да ги оценам. Време бара сето тоа, а секој дете сака да го однесе тоа дома. Да го покаже. Па не може, па ќе се налути, зошто на мене не ми помогнавте, зошто на не... Значи, си има своја и новата програма си бара помали групи, си бара нагледни средства, подобри услови и помали групи за работа. Веројатно тоа ќе се среди со тек на време. Тоа варира, се менува бројката и ќе се среди со тек на време. Јас се надевам дека ќе допре тој глас дека треба да има помали групи, значи да се работи онаму каде што нема да се додадат, онаму каде што има да се одземат и веројатно ќе тргне во добра насока. Потребно е време да помине и да легне програмата. Сега само сакам, се надевам дека на некој начин успеавме малку да доближиме дел од вашата професија на прием на првачиња кон нашите гледачи, особено сега се обративме кон публиката која што се родители на првачиња и се разбира и оние
членови од семејството, баби и дедовците, кои исто така поинтите се дека не треба да се прави споредба со други деца, дека треба да се поттикне само довербата на многу повисоко ниво и да се препушти, и вие ќе кажете понатака, значи во вашите таа спрега што ја има тој триаголник ученик, родител и Па учителка. тоа е, да, јас себе би кажала дека тој триаголник не е само триаголник кој што секогаш во секој разговор се спомнува. Тоа е еден вистински триаголник. И јас често пати така и настапувам дека во тој триаголник ние сме само една страна, а од другата страна се појаки, тоа се заедно во спрега родителите и учениците, и секогаш треба да има соработка. Секогаш треба да ги испочитуваме и децата и родителите. Значи, кај нас, конкретно во нашето училиште, родителите се прашани за се, консултирани за се, сите одлуки заедно ги донесуваме, се договараме кои активности ќе ги правиме, како ќе се организираме, на кој начин, како ќе ги изведеме сите тие активности, во кои услови, во кои временски рамки, како ќе работиме, па може би тоа допринесува, ете, така на некој начин тие да бараат и да инсистираат да се кај нас, да доаѓаат тука да се запишуваат. Пак ќе нагласам, родителот е тој кој што треба да си го воспитува детето, ние сме само насочувачи во поново време, ние сме тие кои што ја координираме работата, ги учиме како да учат, ги насочуваме каде да бараат, како да истражуваат, каде да ги наоѓаат знаењата, а сепак и родителската грижа и контрола од дома е многу битен фактор и таа соработка мора да постои. Ние не можеме без нив, но и тие не можат без нас. Значи, сите сме заедно поврзани во таа наша воспитно образовна дејност. Семејство сега. Учителка Нина? Секако дека родителот е тој кој треба да даде поддршка на учителот за да биде поуспешна соработката со детето, родителот и учителот. Учителот, како што рече Еми, тој е кој ја координира работата во училницата, тој е главниот актер кој ги изведува активностите заедно со учениците. Често пати покануваме и родители да присуствуваат на нашите активности, но понекогаш најдуваме и на отпор од родителите, затоа што се случува родителот не учи да биде родител, нели? Да. Тоа се стекнува со години и тој смета дека негова должност е само дома. Значи во грижата за детето и обезбедување на услови. Обезбедување екзистенцијата. Додека обврска на учителот е воспитанието, образованието и понекогаш и присуството на самите родителски средби е отежнато. Тоа е главна нит во животот на детето, главна нит во образованието на детето, во стекнување на знаењето и мислам дека таа соработка, тој триаголник треба да постои, мислам, он постои во одредени средини, но не во некои средини тој триаголник е малку прекинат. Прекинат и поотежнато се воспоставува. Се надевам дека допре вашиот глас до родителите, се надевам дека ќе ги послушаат советите на две искусни учителки и се надевам дека на некој начин и ние со ваква емисија придонесуваме во јакнење на свеста како да се поттикне само довербата кај ученикот. И ви благодарам што бевте мои гостинки, наши гостинки утрова. Благодарам на вас. Јас само сакам уште нешто да додадам, бидејќи знам дека не гледаат само родители на првачиња и баби и дедовци, да им честитам на сите наши ученици, сега студенти кои што денеска се првачиња, бруцоши, кои што исто така се возбудени, да завршат, да бидат упорни, истрајни, си ја избрале својата една професија, си го избрале факултетот, нека им е среќен почеток и на нив, денеска е нивен почеток, нека продолжат до завршување на факултетот, па понатам. Ке се стајте. Така. Да се приклучам и јас на честитките на Да, вистина имаме многу дечиња кои што денеска така и вчера беа возбудени. И ние ги следиме и во средно и на факултети, да се ваши ученици. Така.
И ние посакуваме успешен старт на академската година и ви благодарам што не следевте. Ви посакувам убав ден.